Почитувани влюбеници во филмската уметност. Добре дојдовте на втората фестивалска вечер и срекни сме што годинава за прв пат магијата на фестивалот Преку езерото ги преминува своите досегашни брегови и ќе ја сподели филмската светлина со струмичката публика. Со оваа проекција продолжуваме со нашата програма посветена на иранската кинематографија. Зошто Иран и иранската кинематографија? Има 100 причини најмалку. Во нашиот случај се 3. Првата е дека станува збор за се уште најчистата медитеранска идеја за уметност. Втората е дека се работи за медитеранска кинематографија која по својата содржина и форма е единствена на планетата Земја. И третата е што иранската кинематографија во последните 10 години е растргната помеѓу самата себе си. Влечена на едната страна од авторите дисиденти кои живеат на Запад и оттаму раскажуваат филмски приказни за тоа што се случува таму, и авторите кои живеат и работат во нивната земја. Мора да признаеме во специфични, комплицирани и секако ограничени можности за избор на теми и содржини. Да речеме дека работат во цензура. Но и оние автори како што се Абас, Каиростами или Ашгар Фархади кои работат во Европа или по други западни земји, во какви односи живеат и творат? Како тие доаѓаат до пари за да ги снимаат нивните филмови? Можат ли тие да изберат тема и содржина која би била критички насочена кон западните финансиери кои му возможуваат да снимаат? Ке се обидеме да дадеме одговор на прашањето која кинематографија може да се нарече иранска? Таа што се снима во Иран или онаа во странство? Дел од одговорите на овие прашања беа тема на денешниот панел кој се одржа во Гевгелија. Ние по проекцијата на овој филм меѓу себе ќе ги споделиме нашите размислувања на темата. А сега го поканувам директорот на фестивалот, професор доктор Јани Бојаджи, да се обрати на присутните. Добро вечер, ви благодарам на сите што вечерва дојдовте дома. Ова е за мене бескрајна среќа во својот роден град, да направиш дел од фестивал кој зборува за тоа како треба да ги поврзуваме луѓето, културите и како уметноста треба да биде мост помеѓу едните и другите. Ние програмата Фокус немаше да можеме да ја реализираме без навистина љубезната помош на фондацијата Фараби Cinema Foundation и господинот Реза Ташакори, чија љубезност и чиј труд не доведе до таму да ние имаме избор од 5 современи ирански долгометражни играни филмови со кои навистина правиме фокус за тоа што се случува сега во овој момент во иранската современа кинематографија и со нивната љубезна помош ние веројатно сме единствен фестивал во Македонија кој има светска премиера на ирански филм на нашиот фестивал, така да во Доиран ќе имаме светска премиера на иранскиот филм Коцка. Тоа ни причинува големо задоволство, голема среќа. Уште еднаш ви благодарам на сите што сте тука, благодарам на поддршката, благодарам на трите града, на Доиран, на Струмица и на Гевгелија, благодарам на тројцата градоначалници и советите кои не помагаат и без чија љубезна помош и поддршка ова вечер немаше да биде возможно. Да се живи и здрави, им благодарам од се срце. Почитувани, го покануваме градоначалникот на општина Струмица, господин Петар Јанков, да го поздрави фестивалот и неговата публика. Почитувани организатори, почитувани филмски автори, ценети гости од земја и странство, почитувани присутни. Добре дојдовте во Струмица. Особена чест ми представува што годинава нашиот град за прв пат е дел од фестивалот Преку езерото. Фестивал кој покажа дека уметноста ги надминува границите и ги поврзува луѓето преку приказни што инспирираат и обединуваат. Заедно со Доиран и Гевгелија испраќаме порака дека нашиот регион има визија, креативност и потенцијал да биде препознатлив културен простор на Балканот. Особено ме радува што токму во Струмица ќе бидат представени краткометражните и студентските филмови, простор
каде што се раѓаат новите филмски автори и новите идеи. Искрено им честитам на организаторите за визијата и посветеноста. За само 5 години создадува фестивал што прерасна во значајна меѓународна културна платформа. Како градоначалник, горд сум што Струмица е дел од оваа приказна и уверувам дека ќе продолжиме да ги поддржуваме културните настани што го афирмираат нашиот град. Ви посакувам успешен фестивал, пријатен престој во Струмица и незаборавни филмски вечери. Ви благодарам. Следното филмско остварување е вистинско топло, носталгично, љубовно писмо до самото кино и до оние невидливи херои во темната сала. Големо задоволство ни е да го најавиме играниот филм Проекционист од 2024 година. Приказна за страста, за времето кое неуморливо тече и за светлината од проекторот која има моќ да ги прикаже нашите соништа. По проекцијата ве покануваме на мал разговор со чаша струмичко вино овде во домот на АРМ. Сместете се удобно и уживајте во ова метафилмско остварување.